Благодарам, подпредседателя. Моето прашање до Министерката за труд и социјална политика се однесуваше на тоа кога граѓаните кои што остваруваат право на помош и нега од друго лице ќе го остварат своето право, бидејќи истите чекаат повеќе од 6-7, а сега веќе и 8 и 9 месеци за закажување на термин преку матичните лекари. Од добиениот одговор од страна на Министерството за труд и социјална политика, истите констатираат дека се запознати со проблемот кој е настанат заради недостаток на термини во комисиите и е во постојана координација со Министерството за здравство за надминување на истиот и улеснување на пристапот на граѓаните за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице. Се запознати веќе 11 месеци, а не превземаат никакви конкретни чекори. Еден од предлозите кои што ќе го превземале било наместо по 200 да има по 280 термини месечно по комисија за давање на наод, оцена и мислење. Суштината на овој одговор е всушност загрижувачките бројки кои што самите ги наведуваат. Внимавајте, во 2018 година комисијата постапувала по 25.000 барања, во 2019 по 37.000 барања. Во 2020 година комисијата постапувала по 44.500 барања. Тоа е за 80% зголемување на бројот на баратели на оваа право за само 2 години. Ова алудира, односно ова е сериозно прашање кое што треба да се позанимаваат сите министерства во однос на јавното здравје на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, вината, како и секогаш, ја префрлаат кај матичните лекари и велат дека Министерството за здравство ќе упати допис до матичните лекари во однос на тоа да закажуваат само по еден термин за секој барател. Овие баратели имаат контролен преглед на 6 месеци, 12, 24 или остваруваат трајно право. Значи не може секој месец да го користат ова право и затоа ова образложение не држи. Од тука произлегуваат индициите дека сите овие барања постизборно што се доставени не се решени со единствена цел да чекаат 10, 11, 12 месеци и истите наодите и мислењата да ги достават во текот на летниот период, а решенијата крајните корисници да ги добијат непосредно пред локалните избори. Ова е класично тргување со човечките судбини на над 45.000 граѓани за политички поени. Меѓутоа, ова е познат принцип на работа на СДСМ, кој што народот го препознава. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.